Драги ученици, добар ден и добре дојдовте на видеочасот по математика за прво оделение. Содржина наоѓа половини од парен број до 10 и удвојува кој било едноцифрен број. Што ќе научиме? Ќе научиме да препознаваме половина од парните броеви до 10, да наоѓаме половини од парен број предмети до 10 и да удвојуваме кој било едноцифрен број. Тоа ќе го научиме преку една приказна која што се случува на оваа ливада во годишното време пролет. И бидејќи е пролет, имаме сонце, разеленето дрво, трева, пчели, цвеќе. И ученици, токму на оваа ливада денес бројот 2 се пофали, дека е составен од две пчели кои лесно може да се поделат, да летнат на овие два цвета во ливадата. Едната пчела на едниот цвет, втората пчела на вториот цвет. Ете, тоа го можам јас. Јас сум парен број и можам да се поделам на половина, на два исти дела, на две исти групи. Рекол бројот 2. Половина од бројот 2 е 1. Кога го слушнал тоа, бројот 4 рекол: ако е така, еви јас можам да се поделам на половина. Две пчели на едниот цвет, една, две. Другите две на другиот цвет, една, две. Тоа го можам јас, бидејќи јас сум парен број, рекол бројот 4. Ниту тие се повеќе, ниту пак другите на другиот цвет се повеќе. Подеднакво се поделени на двата цвета. Половина од бројот 4 е 2. 2 плюс 2 е 4. Со истото се пофалиле и броевите 6, 8 и 10. Бројот 6 вкупно има 6 пчели. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Половина од 6 или од овие 6 пчели, половина се 3. 3 пчели. Бројот 8 има 1, 2, 3, 4. Но ученици, овие 4 пчели се половината од бројот 8, а не вкупниот број. Така да, уште колку пчели недостасуваат на 8, ученици? Така, уште 4. 1, 2, 3, 4. 4 пчели плюс 4 пчели се вкупно 8 пчели. Но половина од 8 е 4. 1, 2, 3, 4. Бројот 10 има вкупно 10 пчели. Половина од 10 се 5 пчели. 1, 2, 3, 4, 5. Една половина. 1, 2, 3, 4, 5. Втората половина од бројот 10. 5 плюс 5 се 10. Кога го слушнал бројот 3, ова, и тој се обидел да се подели, ученици, но бара помош од вас. Ајде да му помогнем, да го поделиме. Една пчела на едниот цвет. Другата пчела на другиот цвет. А третата пчела, ученици, останала сама. На кој цвет да одлета таа? И дали ќе биде фер на едниот цвет да има две пчели, а на другиот цвет да има една пчела?
Може и кавга да се случи, ученици, помеѓу пчелите. Што мислите вие? Бројот 3 можеме ли да го поделиме подеднакво на две исти групи? Не можеме. Така е. Бројот 3 е непарен број и не можеме да го поделиме на две еднакви групи. Туку, тој може да се подели 1 плюс 2 или 2 плюс 1. Ученици, кои други броеви не можеме да ги поделиме на два дела, на две групи, а при тоа никој да не остане сам? Да размислиме. Така е. Бројот 1. Бројот 3 го слушнавме и се обидовме да му помогнеме. Бројот 5, бројот 7 и бројот 9. Така, сите овие броеви се непарни броеви. Удвојување на едноцифрените броеви. За да полесно ги удвоиме едноцифрените броеви и да го разбереме удвојувањето, ќе ни помогнат овие машини. Машини за удвојување. Секој од овие машини има влез од горната страна и од страна има излез. На влезот, ако пуштиме еден број, првата машина, бројот 1, ако го пуштиме во машината, таа внатре, бројот 1, двојно ќе го зголеми, ќе го удвои. И на излезот ќе ни излезе број удвоен. 1 плюс 1 е 2. Така, ученици. Ако на втората машина го пуштиме бројот 2, тој внатре ќе се зголеми, двојно ќе се зголеми за истиот тој број. 2 плюс 2 на излез ќе излезе 4. Во третата машина, ако го пуштиме бројот 3, тој двојно ќе се зголеми внатре за истото количество, за истиот број. 3 плюс 3 ќе излезе 6. Така е, ученици. Ајде да се обидете и вие. Во оваа машина ќе опуштиме бројот 4. Тој внатре, значи двојно ќе се зголеми, ќе се удвои. Кој број ќе излезе? 6, 7 или 8? Односно, бројот 4 удвоен е, така е, ученици, 8. Бројот 8. Што научив? Научив да наоѓаме половина од парен број до 10. Например, бројот 4. Колку е половина од 4? Колку? Така. Половина од 4 е 2. 2 плюс 2 е 4. Научивме да удвојуваме броеви до 10. Например, бројот 1 удвоен, зголемен, двојно или собран сам со себе. 1 плюс 1 е 2. Така. Бројот 2 удвоен, зголемен двојно. 2 плюс 2 4. Така. И бројот 4 удвоен, зголемен е 8. Така е, ученици. Се надевам ви беше јасно тоа што го учевме денес заедно. Јас ви благодарам и се гледаме во следното видео.